на светот и сум видела баш се, но искрен лажко како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би сторил пет. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме позакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме позакуваш, се додека се лажеш, сам си веруваш. За некој ти си болва мала, но за мене прав си цвет. Јас се смеам да те слушам, друго превртуваш цел свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се дури ти се лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека се лажеш, сам си веруваш. Ајде. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти утрата со мене ги дочекуваш. Дали ме сакаш, ту-ту-ту-ту-тум, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. И благодарам на Теодора за прекрасната изведба. Едно топло добро вечер и од мене. Искрено да ви кажам, ми е голема чест со повтор пат сум овде меѓу вас, како гостин или домаќин на ваква убава летна вечер. Да ви посакам една убава вечер и да го поканам директорот на локалната библиотека Гоце Делчев да ви се обрати, Стефан Марковски, да ве поздрави и да ни ја отвори вечерта. Фала ти, Јасмина. Многу ми е драго што сме вечерве повторно собрани. Откако лани се дружевме со дел од вас. Ви посакувам добре дојде на сите автористичари кои што сте овде. Особено добре дојде за гостината од Кочани, затоа што очигледно многу не сака што на празникот на нивната општина е овде, Петровден. Негде имав прочитано дека афоризмите се парчиња мудрост облечени во руво од хумор, некако така беше. Ви посакувам да направите парче од мудроста и да не облечете сите во руво од хумор, затоа што тешко дека под ова гевгелиско јулско небо може од нешто со нешто повеќе да се облечем. Ви благодарам и ви посакувам убав помин и на вас, како и на сите нас што ќе да слушаме оваа вечер. Благодариме, Стефан. Зашто сам многу говорлив и необуздан во јазика? Зашто сам конј без оглав и полна воденица? Овај афоризам од првиот македонски афористичар, нашиот сограѓанин Јордан Хаджи Константинов Джинот, во неговата таблица Перваја, има две збирки на афоризми. Во првата сите афоризми почнуваат со зборот човек, а втората содржи 34 мисли за човекот, животот и светот. Што е тоа афоризам? Самиот термин е од грчко потекло, афоризмос, краток исказ, и во светот станал познат по кратките медицински совети на античкиот лекар Хипокрит. Изворниот поим на афоризмот
освен по кратката форма, нема поблиска и подлабока сличност со денешниот афоризам. Со ретки исклучоци, се до крајот на 16 век терминот афоризам го задржал медицинското значење. Дури во последната деценија на тој век, како последица од кратките коментари на преводите на делата од античкиот мислител Тацит, шпанскиот правник и политичар Балтазар Аламос воведува едно друго значење на афоризмот, како кратко упатство, совет, лек за општествените болести, аномалии. Приближно во исто време и со исто тумачење на афоризмот се појавил италијанскиот историчар Филипо, за да во 17 век се појават низа збирки од политички афоризми. Најпрво се расшириле во Шпанија, Италија, а потоа во Франција и по цела Европа. Истовремено, Ренесансата поставила најстроги барања за уметничката вредност на афоризмите кои задирале во самата срж на општествениот живот. Како логичка последица на исполнувањето на поставените критериуми, афоризмот станува полноправен член на уметничката литература и со него по Бекон можат да се бават само мајстори на перото кои владеат со големи предзнаења и стилски фигури од парадоксот до рефлексијата. За современиот афоризам постојат различни дефиниции и тумачења, но сите се сведуваат на исто, дека тоа е, според американскиот афористичар Джеймс Гери, кратка, дефинитивна, извртена филозофска лична мисла на определен автор. Нив ги имало многу, од Балтазар преку Бекон до секако најголемиот светски афористичар, легендарниот пољак Станислав Лец и современите афористичари за кои да оставиме времето да го даде својот суд. Афоризмот е меѓу нас, во секојдневните разговори, во љубовните и роденденските пораки, во пригодите, во политичките говори. Заради него се губела и личната слобода. За афоризмот се снимале филмови, со афоризми се пишувале романи, за него се пееле сонети. Нему, токму на афоризмот, му ја посветуваме и оваа убава летна вечер. А сега повторно ќе ја поканам Теодора со уште една музичка точка.
договорам, песната се вика Можеби и заедно со Стефан ја изработивме, ја склопивме, тој помогна со текстот и мило ми е што уживам. Благодариме, Теодора. А сега токму во чест на афоризмот, тука помеѓу нас е група афористичари од различни градови на Македонија, кои што ќе ви се представат, ќе ви кажат по некој збор за себе и ќе ви прочитаат дел од своето творештво. Атанас Крлевски од Велес, Ацо Ѓоргиев од Струмица, Ристо Филчевски од Струмица, Јане Атанасов од Кочани и Кире Василевски од Велес. Повелете. Добро вечер на сите. Јас сум Атанас Крлевски од Велес. Имам напишано 10 книги афоризми издадени. Пишувам веќе речиси 50 години. Афоризмите си ги нарекувам крлевизми, па да и се представам со неколку вечера. Бев чудо од дете, сега сум чуден човек. Бев никој и ништо. Сега сум некој, ама пак сум ништо. Село гори, баба се чешла, а дедо и го држи огледалото. Дедо ми од врба правеше свирче. Денес тоа се нарекува перформанс. Што не лечи времето, лечат билките на баба Рада. Пешачам 2 пати на ден до првата кафеана. Продавам магла, од нешто мора да се живее. Уската на небото, а паунот на земјата. Нема правда. И денес има луѓе од мајка родени, ама тоа им се зема како вродена мама. Така да имам од Велес џаве и ја пуснал. Не знам да лажам, а мене ми е срам нешто да не знам. Сите учат од мене, јас сум енциклопедија за грешки. Човеку не биди мајмун. Дипломирав на таблица множење. Ќе магистрирам на истото. Има правда, ако се истера. Имам швалерка, ама таа не знае чаршијата. Кој последен се смее, дочекал да му го вратат долгот. Ми скокна стандардот, ги продадов сите магнети од фрижидерот. Каде е љубовта? Во бирото за изгубени работи. За неа во следните 15. Благодарам. Добар ден од мене. Ќе го дошли? Што сигурно си. Јас сум Ацо Ѓоргиев од Струмица, поточно од Муртино. Вработен во Дом за деца и млади Благи Мучитов од Струмица. Инаку пишувам поезија, афоризми, кратки раскази. Се обидвам да пишувам хаику поезија по примерот на Атанас, епиграми и слично. Вечерва за вас спремав колаж од љубовно-еротско политички афоризми, па ќе почитам неколку. Од секој човек совет не се прима. Не вреди од зелени тикви семки да собираш. Сите се ја сакаме Македонија. На некој име во срцето, на други име во душата, а на трети во џебот. Кај некои луѓе, кога ќе им легне платата на сметката, таму спие со месеци. Мојата нема време ниту да седне. Во денешно време, да немаш хемороиди, значи дека имаш стреќи во газот. Конечно,
комшијата Перо го ангажирале да учествува во снимање на порно филм, да подместува рефлектора. Некои жени, за да ги соблечеш, мора први убаво да ги облечеш. Не се сите жени цвеќе за мирисање. Некои се добри само за чај, а не во тоа една бабарада, некои други чаји. Инаку, кога сме кај бабарада, не е точно дека сите нејзини чаеви се гола вода. Има некои со рум. Не е воопшто тешко да задоволиш жена за 8 март. Треба само да ја дадеш екситоцин, допамин, серотин и ендорфин. Не е многу, не. На жена, ова на струмички диалект исто важи и за вас, ама на жена многу не ја дигај пашката, оти ќе почне да ја мрда. Точно е дека машко и женско можат да бидат само пријатели на Facebook. Многу брачни парови немаат скриени тајни еден од друг, освен лозинките на социјалните мрежи. Конечно си најдов сродна душа. Тепсија 42 за ручек таманни. Комшиката ми влезе во срцето. Сега имам срцева мана. Исто за комшиката важи. Сватив дека не сум и прв. Белким сум и прв од сите втори. Брата не рани, ама тешко кој го нема. Особено ако е во Германија. Во Македонија нема потреба од закон за енергетска ефикасност. Кај нас од секоја глава думан излева. Благодарам. Добро вечер. Христо Филчевски од Струмица. Со афоризам, сатира се бавам повеќе од 50 години. Имам објавено неколку книги. Сега и своевремено се работува со повеќе списанија од областта на хуморот и сатирата, сега по социјалните мрежи. И навистина ми е пријатно што сум вечеров овде, бидејќи Гевгелија на некој начин ме поврзува. Имав другар од Струмица, Костадин Остапетров, чие потекло на мајка му беше од Аризанови од Гевгелија, а исто така во студентските денови имав цимер од Гевгелија, Петар Аризанов, кој имаше ова клуб за бодибилдинг и слично. Да се представам јас со неколку афоризми. Комарците нема што да цицаат од македонците. Политичарите ни ја исцицаа крвта. Кај нас еволуцијата не е завршена. Доказ се горилата кои ги чуваат функционерите. Алкотестот беше позитивен. Пијан е од власта. На некои луѓе не им треба секс. Доволен им е само лайк на Facebook. Велат дека сме на ефтина држава во Европа. Скапо го плаќаме тоа. На македонецот не му треба диазепам. Тој и онака си е заспан. Слично на морињата, кај нас и езерата стана солени. Ја покажуваме широката словенска душа, го шириме задникот. Лесно е кај нас да бидеш чесен, конкуренцијата е навистина мала.
Судиите тешко ја задоволуваат правдата. Изгледа имаат проблем со потенцијата. Освен со лична карта, полот можете да си го промените и со ЕУ знаменце. Пензионерите не јадат брза храна, не можат да ја стасаат. Некои луѓе брзо стигнаа до функциите, како да ги донесе брза помош. Лидерот на опозицијата за советник има папагал. Избори, избори, избори. Партијата на власт продолжува со кампањата рамо до рамо, со песната Рамо, рамо, друже мој. Цените на зеленчукот ми предизвика амнезија. Заборавив како се прави шопска салата. Се зафркна што имаше доверба во кумот. Црногорски бил. Благодарам. Аз го креваш и аз како постав ти мора да го спуштам. Поздрави од мене, јас сум Јане Атанасов од Кочани. Добив пофалба од вашиот директор. Требаше да имам во друштво и две дами, меѓутоа нешто откажа, инаку во Кочани денеска е ден на општина, така што најголем дел од нас чекаат гости и веројатно тие сакаат да се покажат повеќе како домаќинки отколку како афористичарки и затоа останаа дома. Инаку, малку само реклама. Писмен сум одамна, пишувам се и се што од литературата, скоро рече од сите жанрови, но последниве 10 години се специализирав за афоризми. Во тој контекст, пред 11 години формиравме Сдружение на граѓани под име Афористичка репрезентација на Македонија, кое организира во Кочани една манифестација позната како Вечер на македонскиот афоризам, а која од годинава го промени своето име, го скрати, го модернизира и ќе се вика во едина АФКО, скратено од Афоризми Кочани. Значи годинава ја организирава 11-тата поред Вечер на афоризми. Во изминатите 11 изданија на оваа манифестација продефилираа скоро сите автори од Македонија и неколку гости од соседна Србија. Тоа не остана без одек, па луѓето од Србија и од Црна Гора почнаа да ги канат нашите членови на нивни манифестации. Годинава имам чест и јас сум поканет во Црна Гора во Плевља и 29 овој месец ќе гостувам на нивна манифестација. И само уште една реченица во тој контекст, да истово здружение на Facebook отвори своја група под истото име Афористичка репрезентација на Македонија, каде што наши колеги од целиот Балкан објавуваат своји афоризми и кои сте вклучени на Facebook можете да погледате и да се насмеете на некои од нашите афоризми. Водителка да кажам многу дефиниции за афоризмот, јас ќе кажам уште една, само моја, мислам дека е актуелна. Афоризмот е приказна, раскажана со минимум зборови. И сега тргнуваме со моите афоризми во контекст на она што аз го спомна некаде, да не им се, дека не се сите жени исти, јас имам еден ваков афоризам. Не верувајте им на оние што тврдат дека сите жени се исти. Лажат. Односно, пардон, само се фалат. Само се фалат. Одеме понатаму. Руралниот вол ќе го лоцирате под звонецот, а урбаниот по мобилниот телефон. Кога некому му вртите грб, имајте предвид дека и газот е на истата страна. Хартијата трпи се, особено тоалет хартијата. Оние што натрупаа капитал, го забранија Маркс. Раката на правдата за некого е во боксерски, а за друг во свилени ракавици. Секогаш ќе се најде некој магаре што ќе ве тера да работите како конј. Господ го создал светот за 6 дена, а нашиве богови 30 години
килават со една држава. Барем неа да ја направат. Оние што мислат дека го фатиле Бога за брада, нека погледат добро какви влакна држат. Како живеа? Живуркан, растргнат помеѓу кој чека ќе дочека и некој чекајќи умре. Откако си легнал на брашното, сите соништа му се кошмарни. Една историска, секогаш актуелна вистина, со која и последниве години се содруваме. Голема Албанија, голема Србија, Сан Стефанска Бугарија, Македонија во своите историски граници, а Балканот така мал. Голем проблем. Конјот може слободно да си пасе. Има многу газди за врзување. За летување си резервирав од дома и си останав дома. Ако некогаш ти затреба нешто од она, ќе се најде, ќе биде вистинско чудо ако успеш да го најдеш. Некои луѓе велат дека некои печурки подмладувале, но има поголем број печурки кои не дозволуваат да остариш. Многу и секакви редови не се за читање. Значи, помеѓу многу или помеѓу секои редови не може да читаш. Некои редови се за копање. Поради квалитетните грабежи, многу градежни работи останаа недовршени. Кире Василевски од Велес, долгогодишен новинар и водител, така да оде на ова место сум како дома и немам проблем никаков. Не издавам ништо, бидејќи веднаш како што стојат работите во оваа држава, ќе ме прогласа за предавник. А затоа овде пред вас ќе кажам само најпофални зборови за овакви слични манифестации во убавата Гевгелија, едно убаво културно лето што за жал во многу градови во Македонија го нема, а најверојатно знаете и зошто. Еве, неколку афоризми во продолжение. Откако не доведоа до дното, ни ветуваат одење напред. Во политиката се ни е бело. Црни ни се само резултатите. Му светна сијаличката. Сега има проблеми со Евано. Знаењето има своја цена, затоа будалите најмногу зборуваат. Македонските функционери никако да профункционираат. На некои луѓе не можеш ни да им удриш шлаканица. Немаат ни образ. Македонската политика ни е како јавна куќа. Влегуваш силен, излегуваш исцелен. Во лоши раце и најдобрата книга е само слово на хартија. За оној кој не знае каде оди, сите патишта се исти. Не бива. Во едината гледаме само минато. Му се стемни пред да го раздени. И кога е итно, дури и најлесното е најтешко. За разлика од теоретичарите, практичарите се секогаш виновни. Ви благодарам на вниманието. Трет пат ќе ја поканам преубавата девојка Теодора Гошева Капсарова да не почести со уште една музичка точка за вечер. Повеќе. Kako niko je, novo sonce sjaje
е меѓу цвестите, ми се случували нешто сите. Птици ко за мене да пеат, сите луѓе за мене се смеат. Се е магично, створена си ти, за мене јас три песни љубовни, и желба замислив, да ја раката, па нека летат книжни змејови и детски летала. Го барам сонцето на небо, времето за нас не поминува за него. Не важат правила и закони за нас. Малите деца што играат во паркот, шепкаат и мафтаат со раце. Насмевки им крадеме на сите, љубовта во воздухот се шири. Сета природа знае, створена си ти, за мене јас три песни љубовни, и желба замислив, да ја раката, па нека летат книжни змејови и детски летала. Сонцето во морето се скрие за планини, зелени долини, а јас танцувам среќен среде улица. Сега знам, моја малечка, нема потреба да трагам јас, ти си моја вила волшебна, створена си ти, за мене јас три песни љубовни, и желба замислив, да ја раката, па нека летат книжни змејови и детски летала. Да ја раката, па нека летат книжни змејови и детски летала. Јас навистина уживав, а се надевам и сите вие. Ти благодарам Теодора по триот пат за преубавиот настап. А сега афористичарите повторно во уште еден круг ќе ги поканам да не почестат со нивни афоризми. По истиот редослед, повели Атанас. Пензионер по дома. Ако не ги бара очилата, го бара мобилниот. Ми ја покачија платата 78,4% како функционер. Председател сум на кујтниот совет. После филмот со Атиџе, кога пием пиво, жена ми вели пола за мене, пола за тебе. Знам се, а имам и други мани. Лажен еколошки, со чисти лаги. Кој рано рани и носи на жена му кафе во постел. Кој си изгорел на сопругата, дува и на швалерката. Колку досадно е било на Ева, немала свекарва. Многу шутови живеат царски. Не препознаа некој снајта. За да стекнеш име, треба самиот да си кумуваш. Лесно е да гледаш, тешко е да видиш. Од 3 милиарди жени на земјава, ја одбрав неа и не се победив. Помодари, одамна сте демоде. Кога сум со жена ми, возам многу внимателно. Така се возат опасни материјали. Сејачите на магла имаат најасни цели. Со мене е лесно да се работи. Подценка никому не му е тешко. Убаво е да сонуваш, ама кога ќе се разбудиш, друго гледаш. Керка ми вели, ја фатила апатија.
А баба ми за истото ми велеше дека ме фатила мрзот. Најдол македонски збор. Ќе. Ако има трет круг, ќе ме чуете уште малку. Благодарам. Ово е еден за гевгеличани. Нели, тука се вози многу велосипед. Видов пензионер качен на велосипед. Да го видам да се качи на сопругата. Македонците да не се грижат за погребалните трошици. Нас ќе не погребаат малцинствата. Македонија е социјална држава. Тука секој има шанса да стане социјален случај. Проверува дали душата ни е во газот, не онадат. За телето да стане вол треба време, барем еден мандат. Политичарите на Фейсбук имаат профил. Вистинското лице го покажуваат анфас. Ја третира како милениче. Кога ќе се разболи, ја носи на ветеринар. Носам боксерки. Политичарите почнаа да удираат ниско. Залюбените во власта не пијат вино. Тие пијат мед и млеко. На лидерот му најдоа лек за хемороидите. Му се пикаат во газот. Државата нема ингеренции за бездомните кучиња. Таа се грижи за партијските кучиња. Покажува дека се деца на сонцето. Градат сончеви централи. Истапот на власта има два краја. Со едниот диригира, со другиот тепа. ЕУ божем ја притиска Бугарија, душата и излегува на Македонија. И најдолгата ноќ не му помогна. Пак беше краток. На висока точка во Македонија, политичкиот врв. Александар Македонски го скротил Буќефал, да го видам да ги скроти нашите коњи. Имаме споменици на лавови, коњи, бикови. Ни недостасува еден на овца. Благодарам. За почеток на овој круг, нешто што е актуелно кај нас 30 на години. Најкратка дефиниција на процедурата за прием во ЕУ. Антимагнетизам. Тоа е ситуација кога ќе те одбие оној или она што те привлекува. Постојат луѓе селотейп. Ужасно тешко е да ги одлепиш од себе. Во демократијата нешто паѓа. Нешто паѓа, препозна до годините. Препозна ста човек. Животен перпетум мобиле, спомнав старост. Животен перпетум мобиле, да остариш, ама да останеш млад. Поради условите што ми ги поставува, комшиката Елена ја преименував, ја прекрастив во Европа.
За еден беден живот мораш да умреш од работа. Нема душа во секое тело. Во некој има власт. Со лош работник не се работи ни онаа работа. Ако си водиш по правиот пат, секогаш ќе се најде некој да те прегази. Најдобро ќе живееш покрај жена која е убедена дека си готов да умреш за неја. Благодарам. Постојано паѓа, меѓутоа ќе се снајдеме, убава атмосфера, убави луѓе и она што е најинтересно и што ми е мене најмногу мило, малку, меѓутоа оние што сакаат да го слушаат вистинскиот афоризм и оние што сакаат барем дел од она што значи култура во овие летни горештини да на еден начин токму во оваа ладовина доживеат или едноставно одат напред со убави мисли и со позитивни мисли. Поаѓајќи токму од тоа на моите постари колеги, на почетокот рекав дека јас сум треба да им се извинам и да им честитам за се она што издадоа до сега, не само во сферата на афоризмот, туку и воопшто во сферата на поезијата и останатите делови. Тоа беше само една, би рекол, една мала шега вклопена во сето она што значи денешен политички амбиент. Оној што издава секогаш е издајник, нели? Ајде и неколку афоризми. Не барајте повеќе, ако не сте добиле, баре малку. Еве ви една велешка, што е убав овој свет. Овде ѓубре, онде смет. Политичарите ни се најчести кога спијат. Не е себе политиката. Има нешто и во народот. Најмногу губат оние што немаат ништо. За некои, особено во денешно време, и виножитото е црно-бело. Што ни е попотребно? Ова за директорот најмногу важи на библиотеката. Промени во културата или култура во промените? Се менува, исти остануваат само нашите политичари. Моќта е во народот, а народот, како пообично, се понемоќен. Ниските удари се секогаш дел од високата политика. Ако од ветувањата болеше глава, досега ќе немавме политичари. И вистината е болна кога ви продаваат магла за волна. Кога ви свират стревата, вкусна ќе ви биде и тревата. Каде постои желба, има и отпор. А кај нас ни едното, ни другото. Ви благодарам многу, бидете здрави и жави. Што се однесува околу дигањето и паѓањето, вели вака. Сексуалната активност му одеше по најгорна линија, а потоа почна да му паѓа. Линијата, линијата. Уште на првиот ден од бракот си ги поделивме правата и обврските. Таа ги зеде правата. Не е точно дека сум спиел со Мара. Само дребнавме на нога. Соседката ми предложи да се игреме на докторка и пациент. Не се согласив. Сигурно има намера да ме наплати на приватно. Со Мара не се мирисаме веќе. Пуфло. Балдъската ја перципирам како топка осмица во билјардот, таа црната топка. Не смеам да ја допрем. Имаат хармоничен брак. Мажот
цело време е втора виолина. Со сопругот е на AM фреквенција, а со швајрот на FM. Животот е стерео. Комшиката нема влахна на јазикот. Се дружи само со депилирани мажи. И лошата свекрава понекогаш наведнала глава. Или притисикот е покачен, или шекерот е паднат. Не, драга, не можеме да сонуваме заедно. Многу речиш. Убаво е што Македонија доби столче во НАТО. Ама искрено, ние македонците повеќе сме за шведска маса. Жеден коњ матна вода не гледа. Исто и македонец кога аплицира за кредит. Бракот во основа е драма, поточно монодрама. Една артистка и еден гледач легнат на троседот. Слушам дека соседот ќе земал жена ветеринар. Паметно. Само така може него да го смета за човек. Секој средновечен човек има тајна што е крие. Најчесто не кажува какви апчиња пие. Собрав 2 и 2 и сватив дека ме изневерува, а таа се прави на 3,5. Тоа 0,5 ми дава надеж дека сепак можеби не е точно. Ја замолив убаво да се издепилира. Докторот ми рече да не фаќам тенкото влакно. Благодарам. Кога е убаво, убаво е да се продолжи, нели? Барем до трет пат. Епа афористичари повелете кој е спремен да издржи, еве и ви трет круг. Јас сум уметничка душа, отсутен сум и кога сум присутен. Еден за Теодора, ама не баш за незин. Јас сум музикална душа, рчам во 3 октави. Свекрвата прави ајвар, а снаата коктели. Снаата јаде ајвар, а свекрвата не пие коктели. Ако мислата е опасна работа, јас сум безопасен. Купивме смарт фрижидер, ноќ ќе се отвара со лозинка. Љубовниот триаголник не го решаваат математичари, туку адвокати. Црна мачка ми го пресече патот и му покани на кафе. Кој си изгорел, прочитане веќе, убава е како предизборно ветување. Ја носев во срцето, ама таа сакала на Малдивите. Влегов во чорсокот, сега е булевар. Ако сакате да спиете мирно, разбудете се. Добро стоечки е, често клечат. Избраме нови, дежаву. Добро е ако жена ви се обесила на вратот за шулците. Кај таа што немам шанси, чекам да си даде автор. Колешката ми се вовлече под кожата, а од оваа кожа во друга не се оди. Мажи, подобро измиени чини од калкулетичка. Моите љубовни стрели се бумеранзи. Сега не се ни тоа. И уште еден матни времења. Сите бистрат политика. Благодарам. Да продолжам малку во стилот на Атанас. Државата се грижи за сексуалноста. Секоја жена ќе добие субвенции за вибратор.
Жените ми ставаат рака во гаќите, како и во џебот, и таму нема ништо. Кога член на партијата на власт има секс, тој мисли дека ја дупи опозицијата. Тој има омилени букви од азбуката, со гласките ЛГБТ. Да не преведувам, нели, знаете. Политичарите се сметаат за големи луѓе, ама јас можам да ги сместам во еден афоризам. Дрвата држат цена, ама и ќутуците во нашето собрание. Македонците се за нудистичка плажа, веќе немаат ни гаќе на газот. И за крај, се зборува дека и машките ќе раѓаат после толку дупење во мозок, и тоа е можно. Благодарам. Ние македонците немаме проблеми со потенцијата. Веќе 30 години Македонија е потенцијален кандидат за влез во Европа. Ќе ја преживее народот и оваа демократија. Преживеа тој многу несреќи. Очигледна е грижата на власта за обичниот човек. Од ден на ден тој е се позагрижен. Здравиот разум секогаш изнаоѓа вистински решенија. Се што беше разумно ја напушти државата. Модерна верзија на тешкото. Тапкање во место 30 години. Голем број мажи после секоја слава имаат танкирана глава. Го променивме системот, ама ремонтот не ни се погоди. Сите сме за промени. Едни сакаат да ослабат, а други да се поправат. Благодарам. Не е сета убавена на жената во незините носи. Има и нешто помеѓу. Мажите кои што одат по лесни жени сигурно не се сигурни во својот кантар. Кога и се откачени жичките, знам што и е. Има потреба од електричар. Сликите од роза, мимоза, јагода, карамфела не ги ставам во ист албум. Да не помисли некој дека правам хербариум. Раката што дава не се суши, нели? Исто е и со еден женски орган. Плук што ора не рагјосува. Исто е со еден машки орган. И за крај, еден афоризам со наслов изненадување, односно големо изненадување. И реков дека не сакам фелацио. Мара остана со отворена уста. Благодарам. Ви благодарам за убавата, поинаквата, поразличната вечер, исполнета со нешто што е посебно кратко и разбирливо, тоа е афоризмот. Ви благодарам за одвоеното време, за вниманието. Сакам да ве поздравам, да ви се заблагодарам уште еднаш и само да се понадевам дека ќе се видиме што поскоро во една ваква убава летна вечер.